Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Инфометео Велес, 7 септември 2022 година среда. Нешто околу 11 часот и 30 минути. Доста зборувавме за Македонија, бидејќи нема ништо актуелно за Македонија. Времето ќе се биде стабилно во текот на следните денови, значи не се очекуваат некои посилни изразени нестабилни процеси, доколку ги има ќе бидат од локален карактер. Меѓутоа, гледаме на оваа лева страна, Естофекс, каде би имало нестабилно време. Хајде малку да се прошириме со временските прогнози во европскиот континент. Нестабилно ќе биде значи во источните, североисточните и југоисточните делови од Франција, северните делови од Италија, Словенија ќе ја запати нестабилно време во Австрија, Швајцарија, делови од Германија и од Бенелукс. Такво време ќе биде значи во текот на денешниот, преку ноќните часови, во текот на утрешниот ден. Значи тоа ќе се случува, ајде сега да видиме како ќе оди бранот, значи гледаме од југ, југозапад, па постепено ќе оди нагоре према север, северо-исток, ќе ги зафаќа полека и останатите делови од централниот дел на европскиот континент, Германија, па нагоре Бенелукс и оди нагоре према Берлин, према Данска, према Полска, Чешка. Значи такво ќе биде времето во текот на ноќните часови, попладневни ноќните часови и во текот на утрешниот ден. Подетелно сега како ќе се движи бранот. И како што реков, еве бранот, значи гледаме во источните делови, овие бели точки тоа значат грмотевици, бидејќи е пошироко зумот на картата, не ги дава како грмотевици, меѓутоа овие бели точки значат силни електрични празнења. Значи во источните делови на Франција постепено гледаме нагоре, ќе оди према североисток, северните делови од Италија, доста зеленкаста боја, потоа Австрија, Словенија, делови од Босна и Херцеговина, може да има нешто и Хрватска, северното Јадранско крајбрежје, Истра повторно ќе биде зафатена со невреме. Невреме се очекува и во Швајцарија и во поголемиот дел од Германија. Значи, источните, североисточните, источните делови од Франција, северните делови од Италија и постепено бранот ќе се движи према Италија. Потоа оди нагоре север према Германија. Ајде малку да ја зумираме Германија сега, Германијава да ја зумираме. Еве гледаме нестабилно време ќе има во Франкфурт, Келн, Штутгарт, Минхен, Нирнберг. Гледаме значи каде би имало нестабилно време. Доста портокалова боја, рече реков. Франкфурт, Штутгарт, Минхен, јужните делови према Австрија, Нимберг, ќе го зафати нестабилно време и регионот на Регенсбург. Гледаме доста виолетова боја. Значи во близина на градот Регенсбург и околината ќе има изразено нестабилно време во текот на утрешниот ден. Ранните утрески часови, па натаму према попладневните и попладневни часови. Можда е малку да имаат поголема среќа и жителите на Регенсбург да се извртка работата нагоре по на север, така кажува картата, меѓутоа да се очекува дека и на тој дел може да има и во градот да има изразено нестабилно време. Малку да се вратиме понавака сега. Значи, нестабилно време ќе има во Кесел, изразено нестабилно време, налик на невреме, дури невреме и во регионот на Хановер. И Хановер жителите може да очекуваат изразено нестабилно време со град, силен ветер и доста силни електрични празнења. Потоа ќе оди нагоре према северо-исток и исток. Нестабилно време ќе го зафати и Берлин, Сакал, Нејкел, тоа ќе го зафати, еве гледаме и во Берлин ќе има нестабилно време. Потоа бранот ќе се шири према Полска нагоре. Према Полска ќе се шири бранот, Варшава и така натаму. Значи, сума сумарум да кажеме дека ќе има во западните делови
Потоа, централните делови на европскиот континент, нешто околу Балканот, изразено нестабилно време во текот на попладневните часови, вечерните, нотните часови и во текот на утрешниот ден. Што се однесува за Македонија, стабилно време. Можни се некаде локални, изолирани грмотевици и кратки врнежи, меѓутоа тоа ќе бидат незабележливи, што би се рекло. Вакво време се очекува во текот на следните денови, поголемо затоплување некаде ки петок, сабота, недела. Можно е тамо некаде ки викендот и следната недела да има појава на врнежи. Врнежи поголеми се очекуваат некаде околу 14, 15, 16, меѓутоа нема држите за збор, сепак е подалечен период, затоа подетално следните метеообјави. Еве Инфометеоверес малку даде прогноза и за тоа што ќе се случува во текот на следните 24 часа, па можеби 30 на часа во европскиот континент. Ви благодарам на вниманието и секој добро. Метео, Велес.